Штип е меѓу ретките градови во Македонија каде жените даваат белек на неговиот развој, оцени денеска градоначалникот Иван Јорданов. Дефинитивно, Штип е град во кој што жените се вклучени, имаат свој белек во развојот на градот од минатото и денес, но исто така, благодарение на многу организации, на многу здруженија, гласно се зборува и гласно треба да говориме не само на овој ден за правата на жените, за нивната вклученост, затоа што Штип е исто така текстилен град, во кој што најмногу жените се вклучени во оваа индустрија и најмногу жените се засегнати со почитувањето на нивните права. И покрај заложбите за реализација на женските права, реалноста дава сосема друга слика и тоа не со оптимистичен тон, тврди Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец. Се уште имаме жени работнички во целиот приватен сектор кои кога ќе дознае работодавачот дека се бремени, не им се продолжува договорот или се отпуштани. Ќе слушнеме и за случајот во Кавадарци, каде што 69 жени, иако им се должело 3 плати, придобив си отплати други додатоци, сепак судот одлучил дека треба да платат адвокатски судски трошци, дека не се во право. Еве, после овој настан, одам да ја пишуваме жалбата, тоест да ја присредиме жалбата, да се до апелација. И еве, во име на тие жени, во име на сите нас, кои што сме во приватниот сектор, кои што сме во реалниот сектор, па и они од јавната администрација, да ги следиме ваквите случаи со кршење на правата на жените. Машината за шиење е муралот како трет символ на вечната борба за подобри женски права во текстилен Штип, каде екзистенцијата токму од оваа гранка ја обезбедуваат над 7000 жени, лоциране во паркот Кртеке во Суитлакот.